I want to thank Mayor for. Пред би сакала да се благодарам на градоначалникот за тоа што е добре дојде, што ме прими денеска заедно со мојата колешка од Република Австрија. Денеска сме тука за да покажеме помошта и поддршката која Европската Унија им ја дава на општините и се разбира дека оваа помош се взаемни напори помеѓу европските институции, како и земјите членки на Европската Унија, кои што се всушност тие кои што ги даваат фондовите. Јас се навистина ја ценам соработката која што ја имам со вашата општина и по тој повод би сакал да му дадам на вашиот градоначалник благодарница за одличната соработка која што сме ја имале за реализација на бројни проекти во вашата општина и посебно за соработката за реализација на последниот проект за изградба на пречистителна станица во вашата општина. Уште еднаш градоначалник ви благодарам за соработката и со нетрпение очекувам иста соработка при реализација на следни, тоест идни активности со вашата општина. We had very interesting discussions. Исто така имам многу интересна дискусија заедно со мојата колешка од Република Австрија, со градоначалникот. Исто така научивме за проектите кои што се реализирани во соработка помеѓу нас и со општината, во врска со предизвиците со кои се соочува вашата општина, со други прашања кои што ја засегаат вашата општина. Исто така разговаравме и за можноста како вашата општина да добие повеќе проекти од ЕУ фондовите и по тој повод јас му ветив на градоначалникот дека ќе испратам мои луѓе, значи од мојот став кои ќе дојдат тука во општина да и помогнат на самата општина како подобро да се искористуваат или да аплицираат за проектите во рамките на програмата за меѓугранична соработка. Исто така со градоначалникот разговаравме за процесот на децентрализација, за тоа како функционира овој процес и како може да се подобри понатаму. Исто така, значи ако можеме да заклучам, токму ова е нашиот слоган ЕУ за тебе. За да тука сме во вашата општина и ќе водиме во другите општини се со цел преку овие посети да дознаеме нешто повеќе за општините, за предизвиците со кои се соочуваат општините. Ова се со тоа како ние како Европска Унија може да им помогнеме на општините преку нашата финансиска помош. Токму ја тука доаѓа слоганот, како што веќе реков, ЕУ за тебе, во врска со помошта која Европската Унија ја дава за да им помогне на општините да се справат со предизвиците. Let me start by thanking the mayor for this really warm welcome. И сакам да се благодарам на градоначалникот за толку добри дојде кој што ни го приреди денес. И со така би сакала да му се заблагодарам за отворениот пристап при размената на информации заедно денеска на овој состанок. Мислам дека ова ни беше можност да дознаеме нешто повеќе за граѓаните на вашата општина, подлабоко да се информираме за предизвиците со кои што оваа општина се соочува. Навистина, јас сум многу горда да бидам дел на овој момент, на оваа кампања ЕУ за тебе. Сега ова ме враќа назад, кога работев во Австрија, во Министерството за надворешни работи на Австрија, тогаш тоа се викаше ЕУ за Австрија. Така да навистина ја знам која е важноста на оваа кампања, што се значи стои зад тие бројки, што одлучуваат значи челниците во Брисел и за тоа како Македонија да има удел во тие одлуки, ако Македонија се уште земја кандидат, меѓутоа мислам дека многу вклучена во тој процес на ЕУ. Мислам дека истото и ние се обидуваме како амбасадори да го правиме на билатерална основа и исто така денеска проектот кој што ќе го посетиме, контракторот кој што ја гради пречистителната станица, тоест тоа е контрактор кој што е 100% во собственост на австриската компанија ЕВН, така да јас навистина се радувам на да видам кои ќе бидат идните резултати на овој проект. И исто така интересен момент е тоа што се обидуваме да излеземе надвор од главниот град на вашата земја, да видиме како
живеат луѓето. Исто така денеска се информираме за проекти, а имавме можност да се сретнеме и со градоначалник кој што е многу ангажиран за работите во општината. Сакам да го искажам моето задоволство што е денес во нашата општина се присутни амбасадорот на Европската унија во Република Македонија господинот Жбогар, како и амбасадорот на Република Австрија во Македонија господјата Коблер. Навистина висока делегација со која што имавме прилика да направиме на работна средба, јас би рекол да поразговараме за одредени активности кои што се поврзани со нашата општина во делот на реализацијата на бројните проекти и претходно реализирани во нашата општина и во она што во моментот се случува, најголемиот проект кој што се реализира во последната деценија во општина Радовиш, а тоа е изградбата на почистителната станица или вкупна инвестиција некаде околу 6 милиони евра, кои што најголемиот дел се обезбедени благодарение на поддршката која што нашата општина ја има од Европската унија и за некои други следни активности кои што очекуваме да се реализираат во нашата општина, а се во интерес и на нашата општина, секако и на нашите сограѓани. Јас во оваа прилика уште еднаш би сакал и јавно да се заблагодарам за сето она што и представниците на Европската унија во нашата република го имаат направено за нашата општина, да искажам јавна и голема благодарност од моје име, од името на општина Радовиш, а секако и од името на нашите сограѓани за бројната поддршка и бројните проекти реализирани во Радовиш.